Почитувани членови на Комисијата за образование, почитуван проректор. Внимателно го разгледав извештајот за работата на Универзитетот Гоце Делчев Штип за изминатиот период. Сметам дека овој документ представува сериозен показател за стабилноста, развојот и модернизацијата на една од најзначајните високообразовни институции во државата. Извештајот лично јас го оценувам како позитивен, и тоа од повеќе аспекти. Покажува континуитет и стабилност во образовниот процес. Универзитетот успешно реализира настава на сите циклуси на студии и обезбедува широк спектар на студиски програми кои одговараат на потребите на пазарот на трудот. Ова е особено важно бидејќи Универзитетот Гоце Делчев има клучна улога во обезбедување пристап до високото образование за младите од источниот регион, меѓутоа и на младите од целата држава, би рекла. Со тоа Универзитетот директно придонесува за рамномерно регионален развој и спречување на образовната миграција. Извештајот покажува и силна ориентација кон европските образовни стандарди и интернационализацијата. Членството и активното учество во Европската универзитетска алијанса представува сериозен чекор напред. Ова не значи само престиж, туку создава реални можности за студентите и за наставниот кадар, размена на знаења, заеднички студиски програми, научно-истражувачки проекти и поголема конкурентност на европското ниво, имено како што и вие напоменавте. Во услови кога интеграцијата во европскиот образовен простор е национален приоритет, ваквите активности се навистина од особено значење. Извештајот покажува дека Универзитетот вложува во дигитализација и модернизација на наставниот процес, развој на системи за електронско учење, дигитални административни услуги и современи образовни платформи, не само што ја подобруваат ефикасноста, туку создаваат пофлексибилен и достапен образовен систем за студентите. Ова е показател дека институцијата успешно ги следи современите глобални трендови во високото образование. Извештајот е позитивен затоа што става силен акцент и на социјалната димензија на образованието и студентскиот стандард, од тоа што можев да го забележам во извештајот. Посебно е значајно што Универзитетот реализира активности насочени кон поддршка на студентите од ранливи категории. Ваквиот пристап е од огромно значење за создавање еднакви можности и за јакнување на социјалната правда во образовниот систем. Позитивниот аспект е и развој на научно-истражувачката дејност, учество во научни проекти, организирање конференции и соработка со домашни и странски институции. Го позиционира Универзитетот како активен учесник во создавање знаења и иновации. Високото образование не може да се развива без силна научна компонента, а извештајот покажува дека Универзитетот вложува токму во тој сегмент. Особено е важно што извештајот прикажува институција која работи за подобрување на внатрешните системи за квалитет, што представува суштински предуслов за долгорочен развој. Континуираното следење на резултатите, самовреднувањето и усогласувањето со европските стандарди се показател за зрел академски систем. Секако извештајот не ги игнорира предизвиците, напротив, тој реално ги нотира потребите од дополнително јакнење на кадровските капацитети, финансиската стабилност и уште посилна соработка со стопанството. Токму ваквиот искрен пристап дополнително ја зголемува неговата кредибилност. Во време кога образованието е еден од клучните столбови за развој на општеството, ваквите резултати покажуваат дека Универзитетот Гоце Делчев се движи во правилна насока како современа, отворена и европски ориентирана академска институција. Особено сакам да се задржам на уште еден многу важен аспект што произлегува од овој извештај, а тоа е улогата на Универзитетот во задржување на младите и создавање домашен квалитетен кадар. Во услови кога сите сме свесни дека младите луѓе се соочуваат со дилема дали својата иднина да ја градат во нашата држава или надвор од неа, клучно е да им обезбедиме квалитетно, современо и континуирано образование токму дома. Универзитетот Гоце Делчев има значајна улога во тој процес, особено за младите од, напоменав, источниот регион, меѓутоа и пошироко. Преку овој развој на современи студиски програми, меѓународна соработка и практична настава, Универзитетот создава кадар кој е подготвен за пазарот на трудот. Тоа значи дека младите добиваат реална можност своето знаење да го применат во домашната економија и институциите, наместо да го бараат својот професионален развој надвор од државата. Меѓународните партнерства и членството во европските академски мрежи имаат уште една важна димензија
им овозможуваат на студентите да стекнат европски искуства и стандарди, но истовремено да останат поврзани со својата држава. Ова е модел што придонесува за создавање генерации на млади луѓе кои се конкурентни на европскиот пазар, но мотивирани да придонесуваат дома. Задржувањето на младите не е само образовно прашање, тоа е прашање од економски развој, демографска стабилност и општествен напредок. Затоа секоја инвестиција во универзитетите представува инвестиција во човечкиот капитал на нашата држава. Токму затоа сметам дека позитивните резултати од работата на Универзитетот Гоце Делчев Штип се важен сигнал дека кога вложуваме во квалитетно образование, вложуваме во иднината на младите и во иднината на државата. Сето ова јасно покажува дека улогата на универзитетите денес е многу повеќе од обезбедување на дипломи. Тие се двигател на развојот, места каде се создаваат идниот интелектуален и професионален потенцијал на нашата држава. Кога успеваме да создадеме услови младите да се образуваат, да се развиваат професионално и да гледаат перспектива токму овде, дома, тогаш не зборуваме само за успех на една образовна институција, туку зборуваме за успех на целото наше општество. Токму затоа позитивните резултати прикажани во извештајот на Универзитетот Гоце Делчев не треба да ги гледаме само како статистика или како административен документ, туку како показател дека системот на високо образование може и знае да создава вредности. Почитувани колеги, нашата обврска како законодавен дом е да продолжиме да создаваме политики што ќе го поддржуваат развојот на високото образование, ќе го зајакнуваат квалитетот и ќе создаваат услови младите да ја градат својата иднина во сопствената држава. Затоа сметам дека овој извештај заслужува поддршка и представува охрабрувачки сигнал дека образовниот систем се движи во насока која носи стабилност, знаење и перспектива за младите генерации. Уште еднаш честитам на успешните генерации и успешните години на работа на универзитетот. Ви благодарам.